Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во време на светска енергетска и економска криза, владата предводена од СДСМ продолжува да ја субвенционира за 80% цената на електричната енергија за крајните корисници. Покрај тоа, поддршката на владата не само да обезбеди цена од 48 евра за мегават час за универзалниот снабдувач за 100% задоволување на потребите на домаќинствата и малите потрошувачи, овозможи цената на струјата за домаќинствата да не се покачи за 145%. Во конкретни бројки, тоа значи поддршка за секое домаќинство во просек по 3500 денари на месечно ниво, односно 42.000 денари на годишно ниво. Со последниот модел на Регулаторната комисија за енергетика за формирање на цената на струјата преку 4 блокови, се спречува драматично поскапување на електричната енергија која постојано расте на светските берзи. Со тарифните блокови, огромен дел од потрошувачите ќе плаќаат незначително поскапи цени за електрична енергија, додека оние кои струјата ја трошат за луксус или за остварување профит ќе плаќаат многу поскапо. Тоа значи дека 98,8% од корисниците нема да почувствуваат ценовен шок од цената на електричната енергија. Односно, семејство кое плаќа сметка за струја од 1500 денари нема да има значително покачување, туку минимално, а оние кои плаќаат по 1000 денари месечно, речиси и нема да имаат никакво покачување. Доколку не беа блоковите, цената на електричната енергија за сите корисници ќе мораше да се зголеми за 17,7%. Со одлуката на Регулаторната комисија, која е независно тело, пропаднаа лагите на Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН, кои цел месец ја лажеа и се уште ја лажат јавноста дека ќе има огромно поскапување на цената на струјата. Во цела Европа, почитувани, има драматично покачување на електричната енергија и на другите енергенци, речиси секоја влада, како и македонската влада, презема мерки за ублажување од кризата. Очигледно Мицковски и ВМРО ДПМН сметаат дека нашата држава е изолиран остров, па светските случувања ја заобиколуваат. Мицковски и ВМРО ДПМН и светските кризи ги користат да ја лажат јавноста, да организираат протести, да нанесуваат штета врз институциите и државата, наместо да понудат конструктивност и соработка за побрзо справување со последиците од кризата. Граѓаните имаат одговорна влада која се грижи за нив, за нивните интереси и нивните потреби. Мицковски да престане да ја злоупотребува енергетската криза и да не крева паника поради лични и партиски интереси. Ви благодарам.